Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео е второ во циклусот за женската енергија, односно во првото видео зборував за потисната женска енергија и сакав да зборувам како да ја разбудиме таа женска енергија, меѓутоа не можеме да ја разбудиме доколку не ја препознаеме дека ни е потисната и заспана. Одговорот на сите прашања кои што не мачат, одговорноста за сите состојби во кои сме длабоко во нас, меѓутоа не сме секогаш во состојба тоа толку свесно и јасно да го процениме, или пак сакаме да се лажеме себе си, затоа што некогаш така ни е полесно. Се она што е лажно, скриено, потиснато, се гледа многу повеќе, отколку што ние можеме да замислиме, и ако на извесен период и не се гледа, еден ден се јавува во некои форми во кои што не се баш пријатни за носење, за живење. Дури да не веруваме дека потиснатата енергија може да ни предизвика здравствени проблеми, дека е поврзана со некои здравствени состојби, како што и споменав во претходното видео потврдењата на некои луѓе кои се занимаваат со тоа, сепак јас од искуство можам да потврдам дека тоа има големо влијание, придонесува за нашата општа состојба, за нашата измореност, за нашата раздразливост, лутина, за немањето волја да правиме нешто, за нашата истрошеност. Па токму поради тоа и треба да се работи на тоа, да се буди и освестува. Иако е ова видео за жени, женската енергија не може да функционира без машката, нити во светот, нити во секој од нас, така што и мажите можат да се пронајдат овде, а ако не се пронајдат, тогаш барем подобро да ги запознаат жените. Но пред да почнам за оние симптоми кои што скоро сите ги имаме во одредени периоди, да напоменам дека во главни причини ги спомнав општествените, историските, влијанието на семејството, односно воспитувањето или сликата од нашите баби, мајки, генерацијски тоа што се пренесува, колективот кој што не обкружува, модерниот општествен живот кој што не притиска и врши влијание. Тука не смееме да го заборавиме и она што е наше лично искуство. Односно, дали некогаш во некој период од нашиот живот ние сме биле во својата женска енергија, сме уживале во тоа, како резултат на тоа сме биле повредени. Или сме биле доведени во ситуации никој да не критикува, да не осудува, да не прифаќа, може би да не проценат погрешно, да ни закачат некакви етикети, да не бидеме прифатени некаде или да бидеме отфрлени. И дали може би тоа не повредило толку многу што сме решиле да потиснеме својата женска енергија и да бидеме во машката енергија и да действуваме и да се однесуваме повеќе од таа енергија, затоа што така ни е побезбедно или помалку боли. Доколку имаме такви ситуации кои не сме ги надминале, кои не сме ги сработиле, кои што може многу лесно во животот да бидат истригерирани во различни ситуации, може би е време најпрви да го разрешиме тоа. Да освестиме дека ние не сме веќе таа девојка, таа жена, која што некогаш била повредена, навредена, се чувствувала усрамена, виновна заради тоа што ја живеела својата женскост, женственост, женска енергија, како сакате, заради тоа што е жена. Иако е така, иако се препознавате во тоа, се во ред, многу од нас били и поминале низ такви ситуации, иако нели нерадо зборуваме за тоа, разрешете ги. Соочете се со нив, надминете ги онолку колку што можете, затоа што ако не го направиме тоа, не можеме да зборуваме ни за освестување, ни за практично работење на се она што ни е предизвик, независно дали е врзано со нашата женска енергија, со дисбалансот на енергиите, со енергијата воопшто, со нас како битија кои што имаат разни предизвици во текот на својот живот. Тоа ќе го ставиме настрана на индивидуална одговорност, кога ќе почувствува дека му е време или дека има вистинска потреба да го направи за себе, нормално да побара и стручна помош ако е тоа потребно. Сега ќе одиме на оние симптоми, состојби, однесувања кои што сите понекогаш ги практикуваме, меѓутоа разликата е во тоа што не остануваме долго во тоа
и тогаш тоа е некако нормално и здраво, меѓутоа ако во подолг период сме заглавени во тоа, иако тоа не попречува во секојдневното живење, творење, креирање, во тоа да се радуваме на животот, тогаш е време да поработиме на нив. Ќе почнам со чувството на ниска вредност, кое често е поврзано и со чувството на ниска самодоверба, затоа што ако не се вреднуваме себе си доволно и ако не се чувствуваме вредни, тогаш не можеме да имаме и самодоверба за било што да работиме, во било кој сегмент во животот, независно дали се работи за нашиот физички изглед, за нашите интелектуални капацитети и постигнувања, за нашата финансиска и економска стабилност или состојба, за нашата улога во семејството или сликата која што ја ставаме во општеството, улогите кои што ги играме таму, позициите на кои што се наоѓаме. Се од тоа може да биде причина да не се вреднуваме доволно или пак преку споредување со другите да се чувствуваме помалку вредни. Независно од нашите улоги, функции, од се што сме поминале во животот, од сите наши грешки, заблуди, неуспеси, сите наши паѓања, предизвици животни на кои можеби не сме одговориле адекватно, затоа што нели луѓе сме и сите ние сме се нашле во некоја таква состојба. Тоа не е причина да се обезвреднуваме целосно и да обезвреднуваме се она што сме направиле, што сме биле, што сме дале на другите на светот. И со самото тоа што ние сме, постоиме, тоа значи дека ние вредиме. Вредиме да сме овде и да направиме најдобро од себе, за себе и за другите. И не знам што повеќе би кажала како крај на овој дел. Ти вредиш, јас вредам, сите ние вредиме, сите ние си имаме своја вредност. Освести ја својата вредност и тргни оттаму да ги поправаш работите кои што не ти се допаѓаат, да бидеш уште подобра верзија од себе, подобар човек, да градиш нови успешни приказни. Меѓутоа, додека не ја освестиш својата вредност, ти исто како и јас не можеш да одиш понатаму. И ако ние сами себе си не се вреднуваме, кој ќе не вреднува? Тука не мислам за моќ, надмоќ, јас сум поголема, јас сум повредна, не. Ние сите вредиме. Ние сите имаме своја вредност, ние сите имаме своји улоги и значење. И да го искористиме тоа, да уживаме во тоа. Потоа чувството на вина, на кое е тесно поврзано со чувството на ниска самодоверба или чувството за ниска вредност. Ако ние се чувствуваме постојано виновни за се што се случува, ако често преземаме вина за другите, зошто го дозволуваме тоа? Зошто ја играме таа улога? Можеби некој некогаш не обвинил за нешто. Можеби некому сме поверувале, можеби ние навистина сме се чувствувале за нешто виновни, дека не сме направиле нешто како што треба, дека сме повредиле некого. Добра, и сите ние го имаме тоа во својата биографија, сакале да си признаеме или не. Но тоа не значи дека треба да живееме со тоа чувство на вина до крајот на животот. И не само што не треба, туку и не може. Не можеме да живееме со чувство за вина, за се она што сме направиле во животот. Треба да преземеме одговорност, да се потрудиме, да научиме нешто од тоа, да не ги повторуваме своите грешки, да ги разрешиме своите заблуди. Меѓутоа, да носиме вина за се она што било некогаш пред 10, 20, 30 години. Таа вина ја товариме на грбот. Тоа е товар со кој не може да се носиме, не можеме да мрднеме, не можеме да чекориме понатаму. Затоа да преземеме одговорност, да се разбира. Меѓутоа, да не заглавуваме во тоа чувство на вина, затоа што се додека се обвинуваме себе си, многу често ги обвинуваме и другите. Така се ослободуваме од својата вина. А можеби за сето тоа се крие потребата другите постојано да ни кажуваат дека не си ти виновен, не е тоа твоја вина, не е тоа твоја одговорност и така натаму. Независно што и да се крие за сето тоа, да се ослободиме, односно да го разрешиме тоа чувство на вина кое е останато, кој знае од кога, кај секого различно, да преземеме одговорност и одговорно да продолжиме понатаму низ животот, да си ветиме на себе си дека се тоа што сме научили ќе примениме, колку можеме ќе се трудиме да не ги повторуваме старите грешки. Толку сме знаеле, толку сме умеле, така сме мислеле дека е најдобро. На крајот на криштата не е ни важно што сме мислеле, тоа било некогаш. Се разбира, да не се оградуваме, да не го бришеме од својата биографија, меѓутоа
da го сватиме и прифатиме како лекција од која нешто сме научиле, како дел од нашата биографија. Ние сме овде благодарени на се што ни се случувало и на она што не ни се допаѓа и на она за кое не сакаме баш радо да зборуваме, меѓутоа тоа сме ние. И треба да се прифатиме како целина, без чувство на вина, но со голема одговорност за се што сме правеле, што правиме сега и што ќе направиме во иднина. Уште еден симптом или знак за тоа дека нашата енергија е потисната е незнаењето да поставиме здрави граници. Како дел од колективната приказна, како она што ни го пренеле, не сме тука за да судиме. Чувството за тоа дека ако поставуваме граници на луѓето, особено на тие кои што ни се блиски, ние сме себични. Да, може би има во тоа за себичност, може би можеме така да станеме себични, нели, се има две страни. Меѓутоа, да се постават здрави граници, да се знае кој е мој простор, моje време, мои обврски, мои задачи, мои привилегии, мои радости, а кои се твои, е апсолутно во ред. И тука нема ништо себично. Ако не поставиме за себе граници, ако тие не ги почитуваме, тогаш нема да ги почитуваме ни туѓите граници. Ќе влегуваме во животите на другите луѓе, ќе ги преплавуваме. Не знаеме до каде сме ние, до каде се тие, до каде се нашите права и слободи, до каде се нивните. Значи, освен што е битно за себе да знаеме да поставиме здрави граници, битно е да знаеме да ги препознаваме кај другите. Другите луѓе имаат право да ни дозволат и да ни забранат, односно да ни покажат до каде можеме, до каде смееме, како да се однесуваме со нив. И тоа е апсолутно во ред. И тоа треба и ние да го направиме во сопствените животи. Најтешко е да се поставуваат граници со најблиските луѓе. Тоа се испитите каде што најчесто паѓаме, бидејќи нели, па го сакам, па тешко му е, па да му помогнам, па еве јас знам подобро, можам побрзо. Се тоа со најдобри намери, меѓутоа, ние се повлекуваме се повеќе и повеќе, се повеќе сме на услуга, се повеќе сме тука за да угодиме. И она што е најбитен показател за немање здрави граници е незнаењето, неумењето да се каже не. Апсолутно е во ред да се каже не на сите. Што ми е дадена привилегијата, штом тој избор постои, тоа значи дека треба да го користиме. Да се каже не, да се каже не можам, да се каже не знам, да се каже не сакам и да се каже само не. И толку. Не е цела реченица. Не, не бара објаснување. Се разбира, ако вие немате поинаква желба и потреба. Кога ќе кажеме не на другите, велиме да на себе си. За да умееме да кажеме да на крајот на криштата, треба да знаеме да кажеме и не. Треба да го има тој баланс во животот. И да, и не. Зборовите кои што одредуваат нашата граница и кои им покажуваат на луѓето што ние навистина сакаме, кои сме, кога сме расположени, кога не сме, колку сакаме да дадеме. Ви благодарам што сте тука, ви благодарам за издвоеното време. Ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, приклучете се на каналот или стиснете subscribe. Со продолжение на ова видео се гледаме наскоро. Се најубаво, имајте убав ден.